Времето кое ние мајките го имаме со нашите деца по нивното раѓање не е доволно, а особено со оние деца родени со аномалии. Затоа, наместо 9, бараме 18 месеца породилно отсуство, вели Снежана Кузмановска, еден од иницијаторите да се продолжи периодот на породилното отсуство. Но при поднесувањето на текстот до собранието, претениците од СДСМ го отфрлија предлогот како неуреден. За камерата на ТВ Нова, таа зборува за причините поради кои иницијативата беше одбиена. Законските нерегуларности се однесуваат во делот на пописните листи кои што беа пуштени односно до општините при град Скопје, на кои што се потпишува граѓаните. Значи, самата иницијатива по својата суштина, во моментот кога се одвиваше Комисијата за политички прашања беше прифатена, како по суштина добра и се разбираше за што станува збор, меѓутоа, законодавната комисија смета дека таа грешка е причина поради која што треба да се стопира, односно да се одбие иницијативата. Нема да се откажеме од нашите барања и да застанеме тука. Следната недела поднесуваме уште една иницијатива за продолжување на породилното отсуство. Ке ги собереме потребните потписи и повторно ќе ја поднесеме до собранието, најави младата мајка. Еден од аргументите против продолжување на оваа отсуство беше дека жената ќе ги загубела своите работни навики. Кузмановска не се согласува со ова. Сметам дека нема да се случи тоа. Ние ни после 9 месеци не сме неработоспособни. Мислам, тоа се само нонсенс, едноставно кажано. Нема да бидеме ниту после година и пол. Мајчинството, како такво, не ја испразнува мајката па да сметаме дека ќе биде понатаму неработоспособна. Мајчинството е нешто што нас не дополнува како личности. Не прави побогати како личности. И тоа треба да понатаму ќе биде само предност на таа што ќе се вработи како таква. Оние кои што, знаете како, оние кои што се неработоспособни или како да кажам, нели, кои што имаат недоследности во тие области, тие се такви и предастанат бремени. Со цел да им се помогне на мајките кои одново треба да ја повторуваат целата постапка до собранието, претениците на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија најавија дека ќе ги поднесат неопходните измени на Законот за работни односи, што се однесуваат на породилното отсуство. Нашата цел не е да ја преземеме граѓанската иницијатива, туку преку законски измени да ја забрзаме постапката и да им помогнеме на мајките кои што би требало одново да ја повторат постапката и така би траело подолго време за повторно да ја поднесат иницијативата до собранието на Република Македонија. Актуелниот закон за работни односи предвидува работничката за време на бременост, раѓање и родителство да има право на платено отсуство од работа во трајање од 9 месеца непрекинато, а доколку роди повеќе деца одеднаш, близнаци, тројка и повеќе, да има право на 15 месеци отсуство. Истото важи и за оние работнички кои што ќе посвојат дете.